Откако се крена ценовна паника, а премиерот Мицкоски се закани, трговците ги намалија цените. Претходниве ден-два добивам информации од страна на Државниот пазарен инспекторат дека најголемиот дел од трговците ги враќаат цените на ниво кое што беа пред да добијат покачување. Го почитуваат укажувањето и замолницата која што јавно ја упативме до нив. Очекувам во периодот кој што следи тоа да продолжи. Без оглед на ова, Мицкоски најавува редовна инспекцијска контрола. Со интензивна контрола од страна на Државниот пазарен инспекторат ќе се следи состојбата и доколку имаме девијантно однесување од страна на трговците ќе бидат превземени мерки, инаку последната мерка која што има владата на располагање да донесе повторно ограничување или лимитирање на цената. Од друга страна, Бесар Дурмиши, министерот за економија, категорично изјави дека трговската алчност нема да ја дозволат. Ние денеска имаме веќе подготвена одлука за замрзување на цените, но за сега нема да ја предложиме до владата. Ќе следиме ситуацијата со цените доколку се случи да има нагло зголемување на цените. Веднаш ќе побарам да се свика воредна седница на владата и да предложам одлука за замрзување на цените. Зошто нема казни за трговците и се сведува на доверба и добар збор? Поради тоа што ова не е одлука на влада, ова беше иницијатива на бизнис секторот, од трговците, производителите и дистрибутерите, поддржана од страна на владата. Затоа Државниот пазарен инспекторијат, според надлежности што ги има, не може да пишува казни. Но ако не ја почитуваат оние, како што почна првите денови, не ја почитуваат нивната иницијатива, нивната мерка, тогаш ние ќе одиме со одлука на влада. За наредните потрошувачки кошнички, министерот Дурмиши вели дека во овој момент договор со трговците нема, а неизвестно е дали во иднина владата сама ќе одлучува за содржината и цените на производите.